Благодарам, председателе, дами и господа, почитувани граѓани. Јас нема да должам многу, бидејќи мене ми е сосема јасна работата. Само ќе потенцирам дека оваа влада на Заев и Ковачевски е можеби единствената влада во цел свет со 5-6 кризи и од самиот почеток на формирањето на владата на СДС и ДУИ цело време сме под некаква си кризна состојба. Што здравствена, што економска, што енергетска и така натаму и така натаму. Ова е поради фактот дека нема ни план ни програма за работа оваа влада на СДС и ДУИ, на Заев и Ковачевски. Мене тоа воопшто и не ме чуди со оглед на фактот дека и двајцата се со лекарско уверение, од кој вториот е трајно неспособен, така да и не очекувам дека нешто добро ќе се случи во наредниот период. Имено мислам дека ќе се најдеме во една многу катастрофална ситуација зимото. И не знам како ќе излеземе од тоа зимо. Граѓаните ги чека многу тежок период, а владата нема никаков план како да подобри таа катастрофална ситуација. За да го докажам ова што го зборам, до мене стигна една информација од една комисија. Комисијата е за следење на состојбите во снабдувањето со електрична енергија, која нотирала до владата следно. Значи е во неколку точки. Неизвестност за целосно и навремено реализирање на плановите за производство на АДСМ во РЕК Битола и РЕК Осломој, имајќи го во предвид фактот дека доверливоста на термоелектраните е намалена поради нивниот животен век и можни зачестени испади. Енормно и неконтролирано празнење на акумулациите во периодот септември-декември 2022 година, доколку не се остварат планираните дотоци на вода или планираното производство од термоелектраните на АДСМ или планирана набавка од отворен пазар на електрична енергија и доколку не се оспособи ТЕЦ Неготино за работа со два корпуси. Трето, ненавремено оспособување на блок трансформаторот на блок 3 во РЕК Битола, кој е од исклучителна важност во зимскиот период за успешна реализација на плановите за производство во периодот септември-декември 2022 година или како алтернатива за покривање на евентуален испад на друг термоблок во периодите кога работат двата блока во РЕК Битола. Нецелосно и ненавремено обезбедување на бараните количини со отпочнатите постапки за набавка на јаглен за потребите на ТЕЦ Битола и ТЕЦ Осломој за реализација на планираното производство на електрична енергија во периодот септември-декември 2022 година. Нецелосно и ненавремено обезбедување на бараните количини со постапки за набавка на мазут за реализација на планираното производство на ТЕЦ Неготино во периодот септември-декември 2022 година. АДМЕПСО да не може да ги обезбеди потребните системски услуги за периодот септември-декември 2022 година и да не се реализира планот за приоритетно обезбедување на системски услуги согласно количините димензионирани од МЕПСО и договорните обврски, а со тоа и преземање од европската мрежа спротивно од правилата и ризик од нарушување на стабилноста на Република Македонија, како и на соседните електроенергетски системи. Изразена нестабилност на пазарот на електрична енергија во периодот септември-декември 2022 година, потоа ненавремено и нецелосно обезбедување на дополнителни количини на електрична енергија од отворениот пазар од страна на АДСМ за исполнување на обврските
кон универзалниот снабдувач, како и обезбедување на електрична енергија од страна на другите снабдувачи во престојниот зимски период од услови на недоволно финансиски и ликвиден пазар. Наредно, во услови на прогласена кризна состојба во снабдување со електрична енергија и движењето на цените на пазарите на електрична енергија, постои ризик од дополнително прелевање на потрошувачите од отворениот пазар кон универзалниот снабдувач и снабдувачот во крајен случај. Со тоа, количините предвидени со договорот со АДСМ нема да бидат доволни за покривање на потребите од електрична енергија. Постоење на ризик во снабдување со електрична енергија на потрошувачите на отворен пазар поради суспензија на пазарите во Европа и неможност од увоз на електрична енергија. Ненавремено обезбедување на потребните финансиски средства за целосно спроведување на планот за обезбедување на потребните количини од страна на АДСМ. Неработење или делумно работење на когенеративните постојки на ТЕТО АД и ЕСМ енергетика согласно актуелната состојба со природниот газ, високата цена, достапност и отворени прашање при испорака и големо влијание на потрошувачката на енергијата во текот на грејната сезона во град Скопје, неизвестно со снабдување на природен газ, како и набавната цена на природниот газ во однос на продажните цени на електрична енергија и топлинската енергија. Актуелната состојба со природниот газ или алтернативното гориво да не се обезбедат потребните количини на топлинска енергија на подрачјето на Скопје, што ќе се одрази на зголемената потреба за грејење. Значи, ова не го напишал Зоран Коцевски, ова не го напишал никој од опозицијата, ова го има напишено, нотирано, Комисијата за следење на состојбата во снабдување со електрична енергија, која ја формира директно владата, односно министерот за енергетика, односно министерот за економија. Значи, владино тело кажува неизвестност за целосно и навремено реализирање, енормно и неконтролирано празнење на акумулациите, ненавремено оспособување на блоковите во рек Битола, нецелосно и ненавремено, и се е со нецелосно и ненавремено, количини со постапка за набавка на мазут, изразена нестабилност на пазарот на електрична енергија и така натаму, и така натаму. И сега владата, како по обичај, бара да се продолжи кризната состојба, која сама се ја донесе изгласа на една владина седница за септември месец, а ние сега треба да продолжиме до април, крајот на април. Што се сака со оваа кризна состојба, мене ми е сосема јасно. Тука беа кажани безброј примери од моите колеги. Ја ќе кажам само на кратко некои што се случиле и пред кризната состојба и нема да навлегувам во други примери, затоа што може да останеме до утре сабајле. Единственото што сакам да го кажам, дека кризната состојба без план и програма, а таа ја немаме, како и за изминатите кризни состојби, здравствената, енергетската кризна состојба, економската кризна состојба во изминатите 2-3-4 години, каде многу луѓе од владата, многу блиски луѓе од владата енормно се збогатија во тие кризни состојби. Преку тендери во 4 очи, проценти и така натаму, имено многу добро ги знаеме процентите од барани од страна на Филипче и Заев во екот на здравствената криза, кога 10.000 народ почина. Меѓутоа,
процентот за Филипче и Заевси е побитен од здравјето на граѓаните, така да и сега истото ќе се случува, процентот и тендерите ќе бидат победни од тоа како ќе поминат зимата граѓаните на Република Македонија. Па еве ќе прочитам за како се зима, односно се плячка државата при распишување на улаз за продажба на ноќни вишоци за струја од страна на СМ Елем за периодот од 30 до 6 септември. Разликата ни малку ни повеќе 178.000 евра. Потоа мислам дека беше од 1 до 5 ист оглас, разликата 158.550 евра, потоа од 6 до 12 разликата 97.422 евра и така натаму и така натаму. Значи, продадено е стопанството, бизнисот од страна на владата на Ковачевски. Наместо план да се има, наместо да се има поддршка и стратегија за помош на стопанството и бизнисот, повторно се нуди една нова енергетска кризна состојба, за да може преку притисоци, тендери, проценти да добар дел од луѓето околу Заев и Ковачевски се офајдат и излезат побогати за некое милионче после зимото, односно после кризата. Меѓутоа, тоа што македонски пошти 2-3 месеци нема земена оплата, Ковачевски не го интересира. Тоа што водостопанство на Република Македонија 4 месеци нема земена оплата, тоа Ковачевски не го интересира. И додека ги прогласуваме овие кризни состојби, владата и понатаму си троши во возила, во плодови морски и така натаму и така натаму. И народски кажено, гајлеме за граѓаните на Република Македонија. Ќе повторам дека многу ќе излезат офајдени после оваа енергетска кризна состојба. Па потоа министерот за економија ќе оди да бара поддршка од верските лидери. Мислам дека и можеби една од најбитните работи што ќе почне да ги прави како помош, бидејќи мислам дека само помош од Господ ни е потребна за да ја преживееме зимата. Џабе му е одењето и просењето по Бугарија, Грција и каде уште не е Турција за газ и електрична енергија. Кога ненавремено се нема план, доаѓа до ситуација да се купува многу скапа струја, трговците ќе си овозможат заработката, луѓето од владата процентот и така натаму и така натаму. Се додека на власт се луѓе со лекарски уверенија и трајно неспособни, ова ќе ни се случува. Од почеток до крај оваа влада е во кризна состојба и мислам толку се неспособни и покрај крадењето, толку се неспособни да му помогнат на овој напатен народ, што мислам дека да има надпревар во неспособност и таму прво место нема да освојат, ќе освојат второ место. Од оваа говорница кажувам и ќе завршам, реков ќе бидам многу краток затоа што колегите кажа многу примери.
дека не веруваат во дека ќе се излечеме како што мисли владата од кризната состојба. Значи ќе потенцирам дека многу офајдени личности ќе излезат после оваа кризна состојба. Меѓутоа, како што почна владата на СДС и ДУИ со кризна состојба, така и ќе заврши. Меѓутоа, после кризната состојба ќе следува одговорност. Сите договори во 4 очи, сите проценти, за сите тие работи ќе има одговорност. Ви благодарам. Благодарам. Реплика има вице-премиерот Битики. Благодарам.